Бројни истражувања спроведени во ромските средини во нашата земја покажуваат дека жените ромки се соочуваат со низа бариери во пристапот до здравствената заштита за женското репродуктивно здравје и здравствената заштита на мајките и децата. Поради тоа, под слоганот "Дале си подготвена" се одвива кампањата за подигање на јавна свест за репродуктивното здравје и здрава бременост кај жените ромки. Целта на кампањата е да ја подигне свеста за важноста од грижата за репродуктивно здравје и да се информираат за достапните права и услуги насочени кон унапредување на женското репродуктивно здравје. Постојат протоколи, значи упатства за водење на бременост и кои важат за сите нормални бременности. Согласно тие упатства и протоколи, една жена која е за прв пат бремена или првородка, како ние знаеме да кажеме, треба да има околу 10, а секоја повеќе родка да има околу 7 контроли кај нејзиниот гинеколог. Чести мои пациентки се пациентките од ромската популација и она што можем да забележам кај оваа популација дека најчесто имаме забременување во помлада возраст, така да се однес, кога зборуваме за помлади пациентки, се однесува на возраст од 14 до 16 години, кај кои можем да кажем дека постои една репродуктивна зрелост, меѓутоа главните проблеми настануваат после раѓање, кога гледаме од социопсихолошки аспект. Грижата за репродуктивното здравје и здравјето на мајките и децата представува продолжување на општата здравствена заштита и унапредување на здравјето, кој осигурува унапредување на здравјето на жените, овозможува здрава бременост и директно влие врз здравјето и правилниот раст и развој на новороденчињата и доенчињата. Во нашата земја се предвидени низа здравствени услуги насочени кон унапредување на женското репродуктивно здравје и здравјето на мајките и децата. Потребни се повеќе предавања на ова област, како би стигнале до ситуации кои имајќи позитивни примери, можеме буквално да кажеме дека тие позитивни примери треба да бидат водечки кои ќе им држат предавања за да стигнеме до состојба да ги еманципираме, да дојдеме до реална возраст каде што забременувањето по трет пат ќе се случи барем после неколку години од првото забременување, кога ќе бидат зрели како родители и кога ќе имат и некоја економска самостојност. Како маж се обраќам до мажите роми, татковците, сопрузите и браќата. Грижата за здравјето на жената ромка е грижа за здравјето на семејството. Апелирам да ги поддржите и поттикнете вашите ќерки и сопруги навремено и редовно да ги вршат гинеколошките и останатите лекарски прегледи. Лекарите најдобронамерно советуваат првиот гинеколошки преглед да се изврши со почетокот на пубертетот. Со текот на годините некои од другарките се омажија порано, некои за жал на 15 години, а некои после завршувањето на средното образование. Секој од нив си има своји животни приказни, некои се убави, некои не се. Тие што се омажија порано не имаат сите убави приказни за слушање, тие не знаеа многу работи. Голем број роми не знаат дека постои здравствен медијатор, која е неговата улога, какви услуги нуди и каде е неговата канцеларија. Според истражувањето на Преда Плюс фондацијата, спроведено во 2020 година, во населба Бајер во Битола, 72% од жените ромки имаат избрано матичен гинеколог во процент сличен како жените на национално ниво. Но сепак, мнозинството жени од оваа националност не посетуваат редовно гинеколог за превентивни гинеколошки прегледи поради финансиски бариери, домашни работни обврски, како и поради оддалеченост на матичните гинеколози. Видеото е дел од кампањата на Преда Плюс за подигање на јавна свест за репродуктивно здравје и здрава бременост, дел од предвидените кампањи во склоп на проектот Бајер, здружена акција на Битола за вклучување на роми, финансирано од Европската унија.